Почитувани, добар ден. Ја гледате Црвена линија. По Велика Британија, Канада и Австралија, вчера и Португалија ја призна Палестина. Она што денес ве прашуваме е дали признавањето на Палестина ќе ја улесни или ќе ја усложни борбата против антисемитизмот во светот. Дали ова според вас е вистински чекор кон мирот или, како што тврди Израел, награда за Хамас? Кога сме кај прашањата на Црвена линија, редовно еве и во овој понеделник имаме објавено во текот на денот анкета во која што можете да земете активно учество доколку веднаш не заследите на Инстаграм. Доволно е да кликнете на Инстаграм сторија, таму ве прашуваме дали признавањето на Палестина како држава ќе донесе според вас под А мир или пак под Б нестабилност. Полето кој што го содржи вашиот одговор, кликнете на него, ќе сумираме сега кои пресметаме во проценти, а резултатите редовно Црвена линија ги објавува некаде конкретно секој едно издание. Во продолжение да го погледнеме и прилогот на Игор Треков. Западните земји почнаа да ги остваруваат своите најави дека ќе ја признаат палестинската државност за време на Генералното собрание на Обединетите нации. Франција и Португалија денеска им се придружуваат на Велика Британија и Австралија. La décision que le président de la République présentera cet après-midi à l'Assemblée générale des Nations unies est une décision symbolique, immédiate, politique qui démontre l'attachement de la France à la solution à deux États. Et donc vous dites immédiate, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'on n'attendra pas la libération des otages ou le démantèlement du Hamas. Mais sa mise en œuvre, l'établissement des relations diplomatiques sera progressif et conditionné à un certain nombre d'éléments sur le terrain, et notamment la libération des otages. Токму прашањето за судбината на заложниците е во центарот на критиките од Израел и САД, особено за земјите кои се одлучија на овој директен чекор. Според нив, признавањето на палестинската државност е награда за грозоморните политики на Хамас. Do fundo dos nossos corações, a que cessem todas as hostilidades, a que se dê uma oportunidade ao restabelecimento da plena ajuda humanitária, a que se abra uma fresta de luz para a paz. O governo português escolheu simbolicamente fazer esta declaração na representação permanente de Portugal na ONU, precisamente para dar o sinal de que só sob a égide das Nações Unidas e do espírito da sua Carta Fundadora é possível alcançar uma solução para o conflito. Но САД не се единствените кои решително остануваат на израелската позиција. Италија и Германија се две од европските земји кои немаат намера да ги ризикуваат своите односи со Израел поради судбината на палестинците. Like to see a diplomatic solution. There's a lot of anger and a lot of hatred, you know that. And there has been for a lot of years. This is not something new, but hopefully we'll get something new. Освен што ќе го разгневат Израел, признавањата без претходно договарање на примирие нема да имаат особено влијание врз ситуацијата во Газа. Очигледно е дека единствено Израел може да го направи тоа, но се додека Бенјамин Нетањаху е тој што ја предводи владата во Тел Авив, добро познат противник на решението за две држави, малку е веројатно дека тоа ќе се случи. А почитувани, сега сакаме да ги слушнеме вашите одговори. Ке подсетиме денешните прашања во Црвена линија до вас се дали признавањето на Палестина ќе ја улесни или усложни борбата против антисемитизмот во светот и дали ова според вас е вистински чекор кон мирот или, како што тврди Израел, награда за Хамас. Ке подсетам секако активно учество во Црвена линија можете да завземете доколку го завртите нашиот добро познат број 023070005 и една исклучително важна напомена. Телефонот, односно телефонски ќе зборуваме јас и вие, што значи дека звукот на ТВ приемникот треба да ви биде целосно намален. И уште една исто така исклучително важна напомена е да се држиме до етиката на Црвена линија. Јас ве замолувам пред се да не зборуваме надвор од темата, бидејќи во тој случај ќе активираме Црвената линија, а секако и да ги зоставиме по грдните зборови, говорот на омраза, говорот кој што алудира на насилство и секако не користете во излагањето вулгарности и пцости. Ето, тоа е едноставно, верувам нема да имаме проблем да ги запазиме правилата на Црвена линија, а сега е време и да ве слушнеме вас. Добар ден! Јас верувам дека наскоро ќе имаме некој од вас. Добро, во меѓувреме
пред да продолжам со добар ден и вклучување на сите вас, да ве потсетам дека активно учество во Црвена линија можете да земете ако така ви е полесно или ако не успеете да се вклучите во програма и на социјалните медиуми. Заследете не на Facebook, профилот е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, каде што ние редовно паралелно ги објавуваме темите. Добар ден! Добар ден! Господине Роме, и овој пат почнуваме со вас. Па еве според вас, дали признавањето на Палестина ќе олесни или усложни борбата против антисемитизмот во светот? Слушајте, мене не ми се верува дека ќе биде тоа. Тие признават, ама не ми се верува да е нешто да се случи тука. Тие не признават. Така само мисле дека е призната. Според вас, дали ова вистински чекор кон мирот или, како што тврди Израел, награда за Хамас? Тие викаат награда, ама дали ќе биде награда, не ми се верува. Не ми се верува да биде награда. Тоа го правите Америка. Тие го правите таа работа. Тие владе со светот. Затоа јас не верувам дека ова може да се случи. Ајде, според вас, дали признавањето на Палестина како држава ќе донесе мир или нестабилност? Абе, мене не ми се верува дека ќе донесе мир. Тие го правят тоа од некоја причина. И го слушаат другиво. И затоа така мислят. Да биде така и за мене добро, ама не ми се верува да биде така. Е така, поздрав за себе. Добро, голем поздрав и благодарам за учеството со вас и ја започнуваме оваа дискусија. А јас ве подсетувам, особено оние кои што досега не сте се вклучиле во контактна емисија како Црвена линија, време е да го сторите тоа и секако да дадете одговор на денешните прашања. Па еве, според вас, дали признавањето на Палестина е чекор кон мир или награда за Хамас, како што тврдат Израел? Добар ден! Ало? Добар ден! Дали се слушаме? Одлично се слушаме, повелете. Дали ќе донесе мир признавањето на Палестина? Да? Ќе донесе мир со меѓународно признаени граници. А прашањето требаше да постои дали Македонија ќе признае државата Палестина. Така требаше гласи. Кога светски сили ја признаваат државата Палестина, па кој сме ние? Ние го признаваме Косово како република, а вамо се водат војни од памти века, од Јасер Арафат и да не спомнувам више други. А еве, дали на признавањето на Палестина гледате како на чекор кон воспоставување мир или како што тврдат Израел, награда за Хамас? Не, кон мир, со меѓународни признаени граници. Меѓународни признаени граници на Палестина ќе донесе мир на Блискиот исток. Бидете поздравени. Добро, благодарам, бидете поздравени и вие, но не го менувајте каналот, останете со Телма, бидејќи на самиот почеток сме, секој ден од вас е поканет во оваа денешна дискусија. Продолжуваме секако и понатаму со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте, само ве молам, намалете го тонот на телевизорот веднаш. Намален ми. Ме слушате? Да, ве слушаме, повелете. Прво, значи, не знам дали сите медиуми сте предплатени со овакви глупи. Па сега ќе ве исклучиме, пред се поради тоа што нема да допуштиме нели употреба на вредливи пред се зборови, вулгаризми, пцосте, говор на омраз и така натаму. Се може да се каже, можете да поентирате, но внимавајте на изборот на зборовите.
и секако да се држиме до темата. Така да ќе го поканам уште еднаш гледачот и верувам дека во следното вклучување ќе го искаже својот став без да користи епитети кои што навистина црвена линија во новата сезона нема да ги толерира ниту кон гледачите, ниту кон проблематиката, така да тоа е едноставно, а верувам нема да имаме проблем за тоа. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Дали не слуша гледачот? Добар ден. Ало? Ве слушаме, во црвена линија сте. Дали ме слуша гледачот? Добар ден. Ало? Ама ние ве слушаме, продолжете. Касни сигнал. Повелете. Ајде, пријатно. Вака сега, и да доцне сигналот, значи еве уште еднаш ќе укажам, иако тоа ни сезоните постојано го повторуваме, но повторувањето е нели мајка на знаењето. Јас ве замолувам, значи вклучувањето во црвена линија сватете го како телефонско, не како нели ТВ приемник кон ТВ слушалка. Тоа што значи? Веднаш што ме вклучат во режија, веднаш треба да го намалите целосно тонот на телевизорот и слободно еве да комуницираме јас и вие телефонски. Што значи сега ако треба уште еднаш ќе ги повторам прашањата, а нема да се изгубат оние 90 секунди кои што се предвидени за едно вклучување во разговор кој што се однесува на квалитетот на тоа како се слушаме и дали сте вклучени во програма. Го поздравувам гледачот предмалку и секако го охрабрувам повторно да го заврти нашиот број, но овој пат јас и вие само телефонски зборуваме. Практично како да сте ме побарале на мобилен телефон. Добар ден. Не знам што е со линиите, постојано некое исклучување, како и да е, уште еднаш ако треба и повеќе пати ќе повториме. Верувам дека и оваа тема ќе има голем одзив и интерес од ваша страна, но задолжително почитувајте ги техничките правила, се со цел за да немате чувство дека некој друг зборува наместо вас во програма, да немате чувство дека сте вклучени, а и ако сигналот доцне на ТВ приемникот, воопшто тоа не е страшно, доволно е, се разбира, телефонски да зборувате со мене, така да не ви треба ТВ приемникот за тоа. Добар ден. Ало, добар ден. Ајде, господине Љупчо, да слушнеме кој е вашиот одговор. Тина, кога почна целиот овој циркус, јас кажав една работа дека израелците нема да остават камен на камен. Да, бидејќи нивната теорија е зап за зап, око за око, зап за зап. И они тоа го прават. Ја друго сакам да поставам прашање. Зашто сите овие душегрижници што денеска ја признаваат Палестина, не го сторија тоа пред да се случи настанот? Кога беа мирни, да речем. Тоа да ги подели. Зашто не го случија тоа во мина пред да почне војната? Или, пазете, гледате ги, арапите, сите се мирни. Сите си, зашто не се солидаризираат они со палестинците? Денеска некоја арапска држава ја призна Палестина? Не. Така да ова е само, па да не кажам, повеќе парадно нешто, по мене неразбирливо потек на европејците, затоа што кога требаше да го сторат тоа не го направија, сега го прават и се поставува прашањето која е целта. Па видете едно Косово застанува под до Израел, малта нивни знамења, не на Палестина, тогаш може да разберете колку е поделеността во муслиманскиот свет во врска со палестинското прашање. А јас кажав една работа, тогаш сите што слушаат на таа друга столица знаат. Камен на камен нема да остат израелците и натака одат кон тоа оправување. Гледате дека чистат до темел рушат. Благодарам многу за учеството. Љупчо, да не ве подсетувам вас, вие редовно не следите и сте активен во црвена линија. Внимавајте само на тајмерот 90 секунди, но и за оние еве кои што ќе повторам за прв пат ќе се вклучите, верувам ќе имаме такви во
црвена линија. Имајте во предвид дека 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Од тие причини и го објавуваме тајмерот на екранот. Кога сме веќе кај објавите активно учество, подсетувам, може да земете и додека трае црвена линија и на социјалните медиуми. Доволно е да не заследите на Facebook, профилот е сосема логично црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. А еве како изгледаме таму. Секогаш низ фотографија, анимација, ја објавуваме темата. Прашањето е признавање на Палестина, чекор кон мирот или награда за Хамас. Веќе пристигнуваат првите коментари, нешто подоцна ќе почнеме и со нив, така да пишувате и тоа се одговори на нашите прашања. Пајде да ве слушаме во продолжение во живот. Добар ден. Добар ден. Верувам дека нема да имаме проблем да се слушаме. Добар ден. Добар ден, се слушаме, нели? Да, сега е веќе подобро, повелете. Добро, се извинувам. Вака сега, ова е една обширна и голема тема, би рекла, и за САД, и за Европа, и за Блискиот Исток. Она што дете за да вратиме, би рекла, една рекапитулација, ако се сеќавате, еднаш имаш обид за ова и тоа да еврејскиот премиер Исак Рабин, ако се сеќавате, но за жал знаете, така екстремни израелци го изврши атентат. Ете реков, ова е за Израел многу сложено, но и за Европа прашање. И сега би рекла, ова голема геополитика каде е Македонија. Се разликата е што мислам дека Србија ја има признаено Палестина, Македонија не. Значи би рекла, овде е сега, значи, како да кажеме, Европа треба секите не на живачки. Точно да речеме, арапите сакат своја држава, да речеме палестинците, Израел сака, прека секет Израел, нема друга држава, треба да има, но се работа што Израел ќе биде, но се рекла, во помали граници. Они барат, како 48, тоа е објаснувањето збориме, од палестинските лидери. Сега би рекла, тука малку сето почна конкретно од санкција. Кога Макрон рече ќе ја признам Палестина, почна други да река. Макрон не рече не. Тука да реков малку таа многу сложена работа меѓу гледате како испадна, Макрон рече ќе ја призна, па испатот да речем, на Трамп го избрка од санкција. Така да гледате сега тие рамки меѓу Франција и Америка се измешани. И сега Македонија тука би рекол, пошто мислам нема признано, знаете како викат, ако можеш да помогнеш, помогни, ако не можеш барем не одмага. Но мир нема да има, и сега како награда не е за Хамас. Тука нешто пред. Благодарам многу за споделеното со гледачите на Црвена линија и секако за вашето учество. Подсетувам, напомена, внимавајте, тајмерот на 90-та секунда се исклучува. Имате толку време за едно вклучување, но ве охрабрувам сите, секако додека траеме, сте добре додени повторно да го завртите нашиот број. Продолжуваме со вас, само уште еднаш, ако треба и до крајот на ова издание, ќе повторувам, имајте ги во предвид техничките правила на Црвена линија, веднаш исклучувајте го тонот на телевизорот, штом ве превземат од режија. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте, повелете. И на вас. Овака. Не верувам дека ќе има мир. Израел, како Израел, поддржано од САД. Пред малку ги следам вестите, кај што беше церемонијата на погребот на атентатот на Киркли, како да се изразам, го слушнав председателот на САД. Не сакам ни име да спомнам, човекот изгледа дека го паќа и склероза и се што, кога рече нешто не ми се допадна кај некој кај Кирк, зашто вика им простуваше на луѓева. И се изрази пред колку луѓе собир таму, може би 20.000 или може би повеќе, не сега не рече дека јас не им простувам, цитирам, јас не им простувам, може да им направам и уште полошо на нив. Замислете се. Сега бара да му се врати базата во Афганистан. Значи до кога? Ние знаме кога е формирана државата Израел. И од каде потекнува? Потекнува од Велика Британија, од Европа. Значи, оние палестинците ги чека, ги пречека нив, им дадоа се, еве дока стигна. Значи, јас сум за Палестина. Држава во своите граници, 47 не ме држите за збор или 48. Благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија, секако за вашите одговори.
Малку ќе ве прифрлам на Facebook, бидејќи веќе пристигна коментари како одговори на прашањата и секако етичкото правило на црвена линија апсолутно важи и за коментарите на Facebook. Доколку нели сакате да бидат прочитани, јас ве замолувам да внимавате на употребата на зборови, погрдни зборови, значи вулгарности, говор на омраза, говор кој што алудира на насилство, секако во тој случај нема да бидат прочитани коментарите, така да се држиме до нивото, до пристојноста, а секако може да поентирате и да дадете одговори на прашањата. На прашањето да подсетиме признавање на Палестина, дали е тоа според вас чекор кон мирот или награда за Хамас, еве што напиша Тихи Дон. Во 21 век се врши геноцид и бришање над еден народ. Се оставаат без вода и храна, умираат од глад и убиства. Целиот свет молчи. Такви жаришта има многу, меѓу кои и ние спаѓаме. Благодарам Тихи Дон за активното учество. Продолжуваме со вас во живо. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Благодарам. Вака. На прашањето дали е награда или кон мирот. Јас мислам дека е кон мирот во одноводници. Една информација. Израел сакале да го преселат да биде ваму таа избирска држава во Албанија, на место Албанија. Причините ги знаат самите. Зошто не е келе ваму да бидат и затоа вештачки се, таму 30 и која година, донесени, значи, они си го барале као вечното огниште. Фактички Израел не е веќе избраниот народ. Бога, од Господ. Затоа што Господ ги отфрлил нив. Значи, тие имаат многу долга историја, него сега се изопачени. И тоа јасно го покажуваат. И да знаете дека немири во светот, први се Израел, втори се Англија, трети се Америка, се додека тие се обединети во една глобала као НАТО, нема да имаме мир ни во светот, ни Божи. Така да се знаеме ние, бидете си спремни. Тоа е некој си, како да кажем, некој пакт не пише нивен. А инаку само заради една работа се здружени. Тоа е. А инаку самата Англија ги создаде и Хамас и овие исламска држава и кои беа таму тие другите за борба против Иран, против исламот. Толку не. Така, благодарам за споделеното со гледачите на црвена линија. Останете со нас и понатаму. А не и понатаму ве прашуваме, еве според вас признавањето на Палестина дали ви изгледа како чекор кон мирот или она што го тврди Израел награда за Хамас? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, во меѓувреме, најверојатно ќе треба малку повеќе време од едни до други пред да вклучиме, но јас времето ќе го искористам и дополнително да ве потсетам секогаш доколку сакате да бидете пред се целосно, квалитетно и брзо, навремено информирани, кликајте и на telma.com.mk. Ајде да им дадеме предност на гледачите во живо, да слушнеме кој ќе биде вашиот одговор на прашањето дали според вас признавањето на Палестина е чекор кон мирот или па како што тврди Израел награда за Хамас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, се слушаме? Да, конечно, повелете. Така сега. Значи, ова е малце, како да кажам, сложена, деликатна работа, дека се работи за држави, измешана работа, се кажа пред мене, ја да не се повторувам од кога, што и како и што се случува. Меѓутоа, многу е важна Франција, пошто е една членка од Обединените нации. Значи, таму се знае колку се петници, петце, сега поделени се 2 и 2, останува едноставно уште Франција што ќе одлучи. Кога Франција одлучува, значи кога најголемото, како да го кажам, Обединените нации што е во светот буквално, значи одлучува да признае што понатака да одиме. Значи Советот за безбедност тука тоа ти е нешто најшто може да направи. Тука веќе готово се
све почнува, некако да кажам, наопаку. Се пореметуваат сите планови што некој ги правел. Значи, си имал план, еве како израелците испаднава, не знам како да кажам, јас не сум човек што каже зборови лоши, меѓутоа за нив испаднава што они има преживеано, а што они сега прават. Ја не знам дали се тие истите израелци, дали е тоа истиот народ, затоа што таму е многу веќе и помесено во Израел. Меѓутоа, вие да делите град на два дела, овако, Ерусалим да го делите на два дела, не знам што да кажам, више ова, као крај на светот, да не се човек веќе, што да кажам, да се дели. Благодарам многу за учеството и уште еднаш ќе посетам. Ве молам, немавајте тајмерот, одбројува 90 секунди. Во тие причини го поставуваме на екраните за да можете нели слободно додека зборувате да го координирате времето. Но и ве очекуваме повторно и повторно. Секако секој ден кој што смета дека може да се надополни, сака да се доискаже, сте добре дојдени се додека трае црвена линија. Ве прифрлам повторно на нашиот профил на Црвена линија. Продолжуваме со коментарите. Еве што напишал и Весел Зенго. Признавањето на Палестина, оние кои сочувствуваат морал и етика, оние кои не се плашат од Соединетите Американски држави, сите кои ја познаваат историјата за неморалните изагари на Соединетите Американски држави, ги сожалувам. Уште многу ќе клечат на Соединетите Американски држави. Како македонците и албанците, ве сожалувам што само ве залажуваат. А Палестина од векови постоела на својот терен и така ќе остане. Израел ќе се замене пошто нема ништо свое. Дали нас ни е добро со Бугарија и никого од светот не го интересира за нас. Немојте луди каков Хамос, гинат невини деца и жени. Јас не можам да ве разберам вас, цел свет е за Палестина, а вие ги поддржувате јаудите. Е напишано, искрено ве сожалувам. Добро, благодарам за одговореното и секако за активното учество во Црвена линија Весел Зенго. А Црвена линија и понатаму ве прашува дали според вас признавањето на Палестина е чекор кон мирот или како што тврдат Израел, награда за Хамас. Добар ден. Ало. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Признавањето на Палестина со овие држави ништо не значи, зашто Америка го држи Израел, зашто го држи Израел, за тоа што е пронајдени големи количини на нафта и газ на палестинска територија. И Америка сака тоа да го присвои и да го земе. Израел што прави геноцид на Палестина, ќе му се врати со дупла камата. Ќе се соединат на крај муслиманите, од Израел нема да остане камен на камен. А во Америка ќе биде граѓански рат, овојга Буш ќе онема, овој Трамп ќе онема. Држава што е у Америка, уnutrašnja, mislim, ono što je velike, ono što je vikave, oni ќе го ликвидираат Трамп, зашто им смеќа Трамп. И за тоа цело време е џабе муабет. Израел нема да постои, а граѓански рат ќе избие после убивање на Трамп, граѓански рат ќе биде Америка. Ајде, според вас, признавањето на Палестина дали ќе донесе мир или нестабилност? Нема да донесе мир, никако мир. Уште повеќе се зесути, ратот ќе биде, рат поголем. А додека Израел не го збижат овие, кажи ги, муслиманите. Муслиманите на крај ќе се соединат и ќе го збижат или Израел, ќе нема Израел на картата. А Палестина ќе постои како држава. После тоа цела Палестина ќе биде држава. Тоа е мојата прогноза. А Трамп ќе биде ликвидиран од Америка. Добро, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Продолжате да не следите и понатаму. А ние и понатаму ве прашуваме дали признавањето на Палестина е чекор кон мир или како што тврдат Израел, награда за Хамас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Поштовање, госпожа Тина. Голем поздрав до вас. Ве слушаме во Црвена линија. Сите наши слушатели, гледачи, ваши, наши, значи ја избистривне нашата политика, почавна и меѓународно право да бистриме. Вака сега, моje мислење.
Ово им кажа Нетањаху, тоа е награда за Хамас. Не се свесни овие државите што ќе признале Палестина. Па тие, значи, признаваат тие недела што ги правеше Осама Бин Ладен, што правеше тие иси джихадисти, михадисти. Не се свесни дека утре во Европа ќе му прават проблеми. А Нетањаху каже, или израелците, колку имам читано кого, тие ако треба Израел ќе го направат ораница, нема да постои Палестина. Тие не знаат со кого имаат работа. Тие не може да се помири Израел од 7 октомври што се случи. Ние гледаме тие тунели, тие се 20-30 луѓе што имат привилегии, а 2 милиони заложници се на нив. Да не се случеше 7 октомври, ќе имаше мир. Ќе имаше некој примере. Сега вака, не верувам да се помири Израел. Не Велика Британија, ако сака и станека ја признае Палестина. Не се преда, израелците не знаат каков народ се. Пак ќе речем, ако треба до еден ќе изгинат. Не може да се помире што им направи Хамас. Убаво му рече, вие го признавате Хамас, признавате сите тие злодела на... Благодарам за учеството. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. А јас и за уште една работа, секако особено за се она што сакате да се информирате навремено, брзо, а и квалитетно, кликајте и на telma.com.mk. Еве дел од насловите кои што ги извоивме за денешната тема во Црвена линија. Лондон со предупредување до Израел да не превзема од мазнички чекори по иницијативите за признавање на палестинската државност. А ние во Црвена линија и понатаму ве прашуваме дали според вас признавањето на Палестина води кон чекор кон мира или па како што тврдат Израел, награда за Хамас. Добар ден. Добар ден, намалете го тонот на телевизорот. Дали се слушаме? Добар ден. Најверојатно кој да е вклучен, тонот на телевизорот не е намален и еве ви практично како изгледа кога не можеме да се слушнеме токму од таа причина. Добар ден. Режија, дали имаме некого на линија или да продолжам со оглед на тоа што најверојатно оној кој што е на линија не може да не слушне. Јас ве замолувам. Јас знам дека еве ова денешно издание навистина и повеќе од вообичаено, повторувам, да се намали тонот на телевизорот. Еве практично можевте да видите, вие сте вклучени од страна на режија, но поради тоа што не сте го намалиле тонот на телевизорот, едноставно губите шансата да ве слушнеме, бидејќи вие не слушате нас. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се слушаме добро, така? Да, одлично, повелете. Ние средиме Европа, сега со Палестина ја средиме работата. Кај отидовме од Македонија во Палестина. Ова е висока политика, ова тема не се поставува, треба да се запрашаме како Вучич ја опреми Србија за 13 години, а ние Македонија да сме безбедни како Србија. Во признавањето на Палестина е висока политика. Кој може да ви кажи ова утре што ќе видит, дали награда ќе видит за Хамас или чекор кон мир? Па вие што мислите, како ви изгледа вам ваквиот потек? Јас не можам во никоја смисла да кажам нешто што ова е висока политика. Ова тема само Трамп може да ви одговори. Трамп не знае што може да ви што ќе настане понатаму. И ми Јас да кажам нешто, како некој што коментира, не знам како му текнува да зборам нешто кога врска нема со ова тема. Значи, ова тема само Трамп и Путин. Ние треба да се занимаваме со Европа, со 13 години Македонија изгореа. Вучич за 13 години Србија направи појака од НАТО. Што сме ние, што е Србија појака од нас? А ни помага пузи нас Србија.
Добро, благодарам многу еве што се вклучивте во црвена линија. Секако го цениме и ова што го изложивте вие како став. А досега можевме да слушаме многу одговори и ставови на нашето денешно прашање и да слушаме и понатаму. Се уште траеме. Дали според вас признавањето на Палестина е чекор кон мир или, како што тврдат Израел, награда за Хамас? Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Благодарам. Па, јас сум во програма, не? Да, внимателно ве слушаме. Продолжете. Ја не знам Србија дали Вучич ја направи појака или послаба, тоа ќе ги прашаме србите. Не се согласувам со тоа, меѓутоа сите имаме размислување. Сега нормално ова е висока политика, не сме ние некој фактор, меѓутоа може да размислуваме и да разговараме. Јас оправдувам што Палестина ќе стане држава, например. А Хамас, дали ова награда за Хамас, не би рекла. Тие што ќе направат Палестина да биде држава, ќе го направат Хамас да легне доле. Не може Хамас, зашто после ќе војува? Кога веќе станала неговата држава добиле? Зошто да бидат вооружени како организација, за кои права ќе се борат? Што значи со само тоа Хамас треба да се растури. Сега нормално како и во секоја држава има одроноци и остатоци, тоа ќе си го, они сами треба да си го решат. Ако сакаат да имаат држава, ако не пак ќе се стори истото. А толку години Палестина се бори за палестинците, сакаат да имаат држава и што е оправдано, па едноставно треба и Хамас, власта на Палестина, војднина, самата треба да го, да не речем да го уништи, него да го легне Хамас, да не постои. А друго е мислење на поединци од таа организација. Тука имаме и ние такви некои луѓе што се уште размислуваат поинаку. Ако сакат да земеме така, на времето и ВМРО било терористичка организација, ама не значи. Благодарам многу за учеството. 90 секунди е време трењето. Тоа сум должна секако да ве подсетам, но еве повторно ќе ви се заблагодарам. Сега малку ве префрлам повторно на нашиот профил на Црвена линија на Facebook. Следете не и таму, ако не следите досега, и секако профилот на Телма телевизија. Паралелно на двата зида се објавуваат секојдневно темите за кои што зборуваме со вас. Продолжуваме со одговорите на Марко Поло. Еве што напишал: чекор кон мирот, но за тоа признавање на Англија стои лицемерието нивно, бидејќи сите знаеме дека и ИСИС, и Исламска држава, и талибанците, и Хамас се креирани баш токму од Израел, кој што е амнестиран од сите злочини, и Англија, која е мозокот на сите недела. Само Англија се уште колонизира во 21 век, каде што грофовите во Африка ги носат на грб човек. Се додека постои Израел, Англија, Соединетите Американски држави и НАТО, човештвото е осудено на војни и за кратко време обединетите ќе прогласат светски мир, кој што наговестувале повеќе пророци, од кои меѓу нив и Нострадамус, па и Тесла спомнал дека тогаш ќе започне и заврши Третата светска војна, што ќе го десеткува на само 1/4 да преживее населението во светот. Добро, благодарам Марко Поло. Продолжуваме, ние конкретно ве прашуваме признавањето на Палестина. Дали според вас е чекор кон мирот или, како што тврдат Израел, награда за Хамас? Добар ден. Добар ден. Добар ден и убав ден да имате. Убав ден и вам, повелете, ве слушаме. Многу е темата обилна за да може за 90 секунди да се каже све, но за да се за оваа тема врземе мораме да почнеме уште од 1915 година, кога англичаните и отоманците водат војна и англичаните во као победници во чија страна учествуваат и палестинците и им ја даваат територијата Палестина на управување на палестинците. 1897 година се формираат ционистите. Ционистите со нивниот проект долгогодишен за враќањето на своето нивно место, бидејќи не смееме да забораваме дека 2000 години пред нашата ера евреите на таа територија живееле. И донесуваат проекат и план за да се вратат на таа територија. Почнуваат да купуваат територија од палестинците за да се населуваат. До 1947 година купуваат околу 10% од таа територија. 1947 година Обединените нации им признаваат држава Израел и од 1947 година
Израел, користејќи сила цело време, се шири, се проширува, доаѓа до 90% од територијата. Една работа не треба да се заборави. 7 октомври е договорена работа меѓу Хамас и Израел. За Израел да го направи се тоа што сега го прави, за да всушност ја очисти комплетно таа територија од палестинците и да формира голем Израел. Голем Израел. Благодарам за учеството во Црвена линија и да, 90 секунди. Знам дека не се доволни никогаш гледачите, ете низ сезоната ни замеруваат зашто не е поголемо времето. Од проста причина што време траењето на една црвена линија е пресметано да биде убаво распределено за да можеме да ве слушнеме што е можно во поголем број, за да имаме една квалитетна и богата со одговори дискусија. Но ќе му се заблагодарам на гледачот и секако ќе го потсетам дека возможно апсолутно што поскоро да го заврти повторно нашиот број и да добие нови 90 секунди. Добар ден! Добар ден, ти няко се слушаме. Секако, господине Живко, повелете. Вака, ова го правдувам, например. Секој народ треба да си има своја држава, а дека некој сака да му ја земи, гледаме. Не сме толку глупи, кој сака да му ја земи со помош на Америка. Па таа Америка нас грб ми закачи нож. Извини, вака можевам темата, ама ова е точната работа. Таа Америка ми го смена името. Еве што. И сега се чудам таа Америка, дали ќе и дојди крајот, ама кој што гледам и иди крајот. Не може повеќе да биде газда во светот. Зошто да нема палестинците своја држава? Зошто Газа? Гледаме во Газа. Да се срамнела со земјата, да било одморалиште, или по крај мор. Не ми е никако јасно нешто што се случува со светот. Дали ќе дојди нов поредок, може нема да бидам жив и сакам да дојди. Доста таа Америка кажа. Доста таа Америка Косово го зеде на сила, му го даде поклон. Доста траја местија на туѓи територии. Америка застани, што треба повеќе да прави? Не знам дали јас не сум во право или јас ништо не разбирам, се извинувам, ама Палестина треба да си има. Секој народ треба да има. Така, благодарам многу, нема зашто да не се извинувате, се разбира, секој еден ваш став и одговор е добре дојден. Поради тоа и така настанува една жива дискусија во Црвена линија. Ве префрлам на Фејсбук, еве што напиша Павловски Јован. На прашањето признавање на Палестина чекор кон мирот или награда за Хамас, Павловски Јован напиша: страв ми е да одговорам, но одговорот е на Балканот. А ние продолжуваме со вас. Кои се вашите одговори на ова наше денешно прашање? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Би сакал да кажам дека ова не е само прашање на Палестина. Добар ден. Лиле, намалете го тонот на телевизорот веднаш, ве молам. Да, го намалив. Сакам да кажам дека ова не е само прашање за Палестина, ова е прашање за конкретно за целиот свет. Доколку се оправда овој геноцид, доколку да кажеме со затворени очи гледаме на сето ова ќе се деси утре и во друга држава и секаде. Ние мораме да сватиме дека Израел не е земја која што е против Палестина или против Израел, е држава која што е против целиот свет. Ние можеме да видиме многу видеа каде што се плука на христијанството, каде што ни еден поп не смее да искочи со крст затоа што ќе биде или истепан или исплукан. Значи, за нив во Тората, сите луѓе се животни, освен ги не споредуваат со животни, освен нив. Они биле тој народ кој што бил одабрана била нивната земја. Замислите сега, после 3000 години, после 2000 години, небитно, да дојде некој да ви избрака од станот и да каже тоа е моја земја, бил ми обвеќана, ми било пред, не знам, 2000 години или не знам како. Мислам, жалосно е цел свет да замижува на волку убиства на деца, на волку геноцид, на волку истерување на народ од своји огништа. Благодарам и вам за
споделеното со гледачите на Црвена линија. Атече Малик напиша: мирот не треба да биде награда за едната или другата страна, туку право за сите невини луѓе. Децата заслужуваат иднина без бомби, а светот треба да избере човечност наместо политика. Продолжуваме со реклами. По рекламите ќе ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата на Црвена линија. По рекламите, ајде да ги погледнеме и резултатите од денешната анкета на Црвена линија. На прашањето дали признавањето на Палестина како држава ќе донесе под А мир одговорија 86%, а под Б нестабилност одговорија 14%. Благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Сега, како не следите на Facebook и Instagram, сторете го тоа сега и учествувате и бидете активни во утрешното издание и новата тема како предизвик која што Црвена линија секако ќе ви ја постави. Кликајте и на telma.com.mk за навремено информирање, а и не го менувате каналот, бидејќи следува да се кажеме со Горан Петрески.